Здраво живо, поздрав од ресторант Куманово Аура Спа. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имamo интересантно соговорника, познат кумановец од угледно кумановску фамилија, али нешто покасно за тој. На почеток поново ќе поделиме едно драгоцено искуство с човека од Куманово. Он се вика Мирослав Петковски, кој има шикер од 2015 годину и веќе отприлike месец и пол го пие чај на професора Милета Мануеловиќа. Он се вика глукосан и човек ќе даде еден исказ каде што негов шикер за кратко време драстично е паднае, али ја не ви се каја да збору, погледнете ga видео и ќе видите дека стварно овој чај на професора Мануеловиќа глукосан дава неверојатни резултати. Мирослав Петковски, ви сте диабетичар од 2015 година. Веќе подугачко време сте на терапију, односно на таблете. Сега, ви отприлike преко месец дена користите чај на професора Милета Мануеловиќа, он се вика глукосан. И веќе се осеќате многу боле, конкретно што имате побоljšanje у ваш организам? Па 13 кома нешто шикер се спадна на 9,5. Значи, тоа е захвалујќи на овој чај, на професора. Не иду да мокру толку, не пию толку воду. Дали ќе продолжите да го земате овој терапија на професора Мануеловиќа, односно овој препарат за диабетис и глукосан? Да, имам побоljšanje. Го лечи диабетот на природен начин, не на вештачки. Голема благодарност до професора да овој чај нека продолжи со работа, дека помага на мене ми помага, па и на други. Сега да го најавам госта, ваш гост денеска е Тоде Георгиевски, или ga кумановци знаат како Мендол. Ја ga викам Тоше Мендол. Тоше, здраво живо. Еве и вас ке ја прашам на почеток. Ви од пред известно време пиете од професора Мануеловиќа чај за простату и во кој сте доста задоволни и оно што е најважно, ви веруете во тоа што го работи? Да, прилично сум задоволен од професора. Од тај чај ја и порано пиеше, само прави едну паузу малце поголему, виде дека нема и тој паузу, па сега продолжи со ова и овој чај дава многу добри резултати. Тако да уопште не сумњам у тој и не планирам да го прекину најмалку бар 1-2 години. Многу веруете у професора, како човек ви се допада, оно што го збори, ви викате дека има све истина и негова формулација е дека у природа е лек, природа лечи све. Да, моја голема верба е од тога професора. Ја по некој пати репризу гледам од овие емисије, гледам и искуство од луѓе кои се излечени преко неговото фитотерапију, тако и да овај грана на медициното прв е у развој и рачунам дека у догледно време ќе постигне поголем развој и ќе има поголеми интересенти затоа што овој човек е лечи нешто неверојатно. Он лечи луѓе кои се отпишани од медицина. Многу луѓе кои се отпишани од медицина у Куманово, он има излечено такви луѓе. Сега да кажеме, он не е Господ. Така е. Он не е Господ и не може да кажеме све да излечи. А да кажеме, еве да земеме просек од 10 пациента да излечи 8, тоа е голем успех. Еднога да излечи, па е успех. Да, имаше едно сведоштво, човек кој има тешку цирозу на јетро, ви сте прилично знаете што е цироза на јетро, за жал ваша супруга многу млада си е поминала, али професор го излечи човека од тежак облик на цироза на јетро и он еве веќе скоро годину и нешто живи нормален живот. А ви знаете дека цироза е многу лоша болест. Да, знам, моја супруга е на многу млади години, на 32 години е починала од цироза на јетро и тој кад почна цироза да се јавља каде њума,
и тој викасва доктори не брза, него галопирајуќа фаза на цироза. Има неколку врсти на цирозу на јетру, jer mnogo smo pored njuma razgovarali sa doktori, sa jedno drugo, prizimali sa doktori sve što sam mogale i na kraj ne mogala da spasim. Ali ovoj ista taj dijagnoza što imala moja žena, ovaj čovek убаво ga погледа снимак, погледа како на кој начин е правена терапија, од почеток тие први 3 дена, прво прочистување на организам и од надвор и од нутра, па после тие 12 дена, па после 12 дена, мислу све тој према крвну групу, па после тие 12 дена организам најверојатно, ја тако е тврдо, организам најверојатно се привикне на тој исхрану, на тој храну, према тој негову крвну групу, продолжи још едно известно време и резултат е загарантиран. Да. И он само вика дека јетра се најлако регенерира, најлако се обнавља и на прилично ефикасен начин, многу големи проценти ги решава тие тешко болели луѓе од јетру и од други, не да Боже на никога што вика стари луѓе, али живот тоа е тој. Толку тоше за овој уводен дел. Сега да кажеме дека ви сте, ја кажава, најроден кумановец, Владичева куќа. Еве да го отвориме овој разговор. Куде сте ви ташто родени? Јас сам роден у Куманово, како што еве пред да почне емисија малце праве смо мовет. Владичева куќа се е наваѓала куде сега што е паркинг, куде зелено пазарче. Па позади тај широка улица, најверојатно 90% живи албанци. Тај широка улица. Како да кажу ја, како да се изразу. Ја тој не знам, не памту, али мајка ми ја тој кажувала, татко ми ја кажувае. Ја имам и постару сестру и ја родени смо у тој куќу. Па после смо се преселили на Ѓуро Ѓаковиќ, број 50. Тој са родени тај моја помала сестра и брат ми помал. Значи, ви сте били околу 4 деца. 4 деца. Ајде, неколку збора за твоју малу таму кад си бија. Тој време, после рат, знаеме дека било голема сиромаштија, немаштина, што викав. Твои родители су се бориле најљудски да, еве, на некој начин ви помогне у ваш детски развој. Па да, сиромаштија е било, скромно се е живело, сви смо такој скромно терале, протерувале. Тој одма куде сак што се наваѓа зелено парзарче, тој беше војна пекара. Да. Тој се печеше леп за војску. Онда изнад војну пекару имаше справе за вежбање, за војници да вежбат. Па и ми како деца понекој пат отиде смо тамо, вежба смо. Иде с мојате, тој такој останало ми е усеќање. После тамо, не знам, негде 68-69 војна пекара се пресели, почнала пазарче да го прави. Значи, ти си роден 48 година? 49. 49. Кои се биле комшије у малото, еве да ги спомнемо? Комшије у мало се ми биле дедо Јован, дедо Јордан. Они се имале деца. Дедо Јован имаше двојица синови, еден се викаше Миле Метла, а еден друг, не знам како се викаше. Миле Метла немаше деца, овие други имаат деца. Док до njega комшија беше негов брат, дедо Јован, он имаше два сина, еден се викаше Киро, а еден се викаше Чеде Фас го викаш. Фас. Тога у тој време. Фас или Фас? Фас. А Фас е друг. Фас е друг, да. Чеде Фасе, такој ги викасва. А дедо Јован чуваше краве, така у тој време беше дозволено и краве и свиње да се чував. Да. И донасосвани млеко, свако сабајле по 2 литра и тако е. Да, така како деца у школу, дојдемо од школу, дома до 7 сат, у 7 сат гледамо 101 приказку, после 101 приказку у кревет. Гости, кој ќе доваѓа, што ќе доваѓа, дали ќе спиемо, дали нема да спиемо, у кревет смо ишли. За спање. Ке се вратиме па на детство, имале ли сте ви како фамилија куќна слава? Пошто татко ми е бија комунист, он е бија борец и комунистички
задоен, после и јас сум бие комунист. Не смо славиле, али смо па затоа славиле Нову годину и 1 мај. За 1 мај се ни доваѓале гости и за Нову годину се ни доваѓале гости, а татко ми па ише куде наши роѓаци, куде негови чичовци на верски славе тамо, кој како слави, тако е. Имало е многу идење по славе, скромно е било, не е било некое богато, али се е ишло така многу. Луѓе се дружиле, комуницирале са едни с други и тако. С кого се највише дружие како дете туј мало кога се играле надвор? Па мало што смо се играле, највише смо се дружиле, највише сум се дружија со овие Борче и Столе, лордови ги викасва. На нима мајка ги умрела многу млада. И он ги како ујко преземае да ги чува. И онда имало и други комшије, онда доле Бранко Црногорец, па после имаше га тој еден Цацко, па имаше га Љупчо, па имаше га Раде, па Мирко. Како да ви кажу, сви туја около, иде смо, игра смо се. Немаше телевизија, после телевизија почна да искача, па собира смо се во некој двор. Тамо гледа смо. Да, фактички сте биле цел дан надвор се сега. Цел ден смо се изграле надвор. Родители, стамни се родители не може да не собер. И еве да го спомнимо твоја мајко и татка. Татко ви што е работаја, мајка ви исто? Татко ми е бие борец, он е до 49-50 годину бие у униформу. Иначе борец е бие у 17-ту бригаду. 17-та бригада е тага у тој време била убилане за борбу против балисти, док 16-та бригада она е била испратена на Солунски фронт. И татко ми таму убилане, запознае го мајко ми и тој одлучив да се земев и они 44 годину се венчав. Добро, кажувајте татко ти нешто за рат, некои моменти. Татко ми за рат многу малку е кажуваја, него кад идев по гости, ми смо биле 4 деца, више мање, ми што смо постари, водиле се не по гости, него ми такој седиме од страно и само ги слушамо. У тој време, кад се ишло по славе, све се е дискутирало за рат, кој куде бија, што, како се борија, кој фрлjaја бомбе, кој бие издајник, кој бие вакој, а ми како деца само упивамо. И ја од тој црпу подаци, од тој многу работе знам. Имаше и нешто фотографија. Мајка ми е била домаќинка, не е работала, али после смрт на татка ми, мајка ми останамо, праве смо куќа, останамо у дугови, мајка ми се так запосли. Требаше тие кредити да се враќав, тамо вамо, ја да се школую, као на факултет киду, не мога да завршам, нема смо средства и така. И па да, тако е било, стварно е било големо сиромаштие. Да. И увек мајка и татко, како што кажа, су биле спремни да даде максимум да ви изведе на пут, што се вика. Да. И оно што е битно, да кажемо, у твој почетни развој на детство, ти си учио основну школу во Вукараđić. Да, у Вукараđić. Како е било школата? У Вукараđić у школу е било многу фино, модерно. Јас сам прва генерација, 56 година, кад ја почнала школа Вукараđić да работи. Пошто мајка ми е била србинка, мене се ме запишале у српску школу. Тако тој време не се гледало. Дали српски или македонски, важно да се запишеш. А најважно е било што тај школа ни е била многу близко до куќа. Не смо имале 200-300 метра воздушна линија до школу. Кад иде смо у школу, тага имаше големи снегови. Кад ќе паднеше снег, не може да памтиш кад ќе побеле земја. Уча смо ми од нашу училницу, снег ќе падне, покриеше се натамо све ниве, не се видеше ништо. И снег е пуно стојае? Стојае по 2, по 3 месеца. Да. Падне еден снег, огрее слънце, стопи се, пројде 3-4 дена, па се наоблачи, па снег. И лед се става, многу ниски температури е имало. И увек се сенкале, тој е?
Санкање, тој обавезно, тој лизгање, тој онија лизганице, Да. тој обавезно Како е имал. Кој ти е бил учителка Тоше? На мене ми е била прва учителка Радунка до трето оделение. После трето оделение она отиде у браќа Миладиновци, дојде Шиповиќ. Шиповиќ ми беше да. учител. Ја беше Нада четврто Шиповиќ, оделение. Нада. Нада Шиповиќ е жена му. Чини ми се. Чини ми се да е жена му. Она е била многу позната учителка. Она е била исто тако позната учителка, она имаше еднога брата с посебни потреби. Не знам како да се изразу. Сеќам се, тој близко седеше до школа. Небе што може кажеш за твои учители, односно за твои педагози, у тоа време они се биле како други родители, може да кажеме, тоа се кажува во емисију, а веројатно и ти го делиш тоа мишење. Па да, они са биле како други родители. Ми смо имали едно љубов, ми смо го нашу учителку сакале. Ми ќе отидемо порано у школу, ќе чекамо го учителку и кога ќе појде она, појдемо по њума со стачне и сви со њума до школа да го дочекаме. Многу смо си го сакале учителку како мајку. Не само што не учила, она е делувала и васпитно на нас. Само ете, она не... Односно, ви сте морали да слушате Да. за како е било И дисциплина. дисциплина и мало строга дисциплина нема туја. Кои се школски другари прво деление што ги памтиш и ден денес? С тебе кој учие школа? Па видите, од први, иду ја памту пуно, ама не можу на свите на име да ги се сету, затоа што е прошло пуно време. Веќино с мене се училе деца на војни старешина. Војни старешина и туја близко до школу бева и, како се викав тие, ајде да кажи, тие куде што седесва они, Тоа е колонија зграда. Колонија. Да. Колонија. Од туја, иначе Цветковиќ, е с мене учија Миле Цветковиќ, онда Ацо, онда Томо у пошту што разнасаше пошту, Сунчица Божиновска, карикатурист, с њом смо се многу и дружиле како деца. И куде мајково ишле смо, она ја доваѓала куде нас. Деца, било е дружба, било е тој, не смо се делиле едни с други. Ту ви е близко и дом, најверојатно сте иште тамо да се играте. Чувено игралиште тој у Домјана. Да, обавезно, ишле смо у Домјана, обавезно, тамо се играло рукомет, играло се, многу е било интересантно. Прикажувесва се филмови, посекат по пораснamo почнава и игранке да се Да, и тој имало да се игранке. има. Па чак што уште кажува дека и билјарди имало, тој е... И билјардо, да, знам. Сеќам се, малку дружеше и с шурака му на овога, што ги беше Дуле, како се викаше? Дуле Томовиќ. Томовиќ Дуле. Дуле. Он беше многу интересантен човек. Дружи смо со Столе, а Столе му беше на njega шурак. Он, Да. На Столета сестра е била одадена за... Дуле Томовиќ беше такој маркантен човек. Маркантен крупен, човек, збркови. висок, с бркови, али и оштар човек. Оштар и мало е Оштар ред. човек, и мало е дисциплина, и мало е све куде njega. Многу ни е било близко тоа, ѓале смо туја. До кој Играли година смо ви живите тамо у куќу куде во Караѓич? До Куде куќу во Караѓи живеемо негде до 67 годину, после го продаваме тој куќу, доле се преселуваме у куде Сточни пазар, тамо 2 години. Тамо 2 години живимо и Значи фактички основно и средно школу си ги проште там горе у тој мало. па скоро да. Да кажемо, пак ја продолжимо разговор дека ви сте члан на едну многу угледну, како што кажал, нају породицу. Ваш чичо Мендол и бие борец, борие се и дае га живот за Македонија. И тој и ден денеска се припичава. На некој начин ваша фамилија има важен удел у историја на Куманово. Да, тоа е тачно, не само чичо ми, него и татко ми е бија борец. Да. Куде на Дрена, куде што е чичо ми загинаја,
Тамо се борија и татко ми, борија се и познат народни херој Трајко Стојковски Бузо у тој време. И такој да у тој време тако е било. Ја сам читаел книгу за наше Куманово, има подаци на кој начин и како е загинае мој чичо. Али ја истражува, снаваѓа се, иде по људи, имаше још некои живи људи од Дренак, ама тако, нажалост, тага кад ја почна да истражую, бева и тие починале, тако да njeni деца ми кажуев начин на кој погинае чичо ми. Чичо ми не е погинае у борбо. Чичо ми е погинае на тој начин што е фатен, кад ја ишел у извидење фатен и заробен у едно куќу и запален со још двојца. И после негови мошти, после тој отидев и четници запалив ги нима, после кад тони отиде, вратив се партизани, земев негови мошти на тие двојца, закопав у гробишта и кад се подигне спомен Костурница, негови мошти се пренесени. У тој време исто имало издаја, издавали су ги наши партизани, свакакви људи имало. На тој начин и чичо ми издаде. Да, издадени, али фатив га. Не е уредо тој било воопште, од нивну страну. Сега, он е ликвидиран од страну на бугари или од страну... Од страну на четници. На четници. Четници, не бугари. А после с бугари се бориле, каде што и татко ми учествува, и татко ми останаа жив. У кој дел е погинае чичо? Дренак, село Дренак. Дренак, баш у село. Село Дренак, ја прошлу годину преко мои колеги, преко Сдружение на ветерани, бемо посетимо га тој место. Ја имам и снимци, во свето е само не носу се с мене. И баш ми беше драго. Надам се кога ќе биду, ако биду и овој годину ситуацију, па би отишија да го посету место, тамо постои петокрака, постои спомен обележје. Добро што се ви во тој ваше движение на некој начин чувате во историја за овие наши луѓе кои се погинале, борејќи се, ваш чичо и многу други партизани. И многу други. И мора да ги имате континуитет да овие генерации знае стварно кој се борија за овој државу, да не се изгуби трак. Еве сега се подготвуваме идемо да го посетимо и спомен плочу на Данета Цековога. Исто он е бија борец и писател, пишуваем, има многу негови напишани дела од народно-ослободителну борбу. Па после идемо на Поникву, па имамо се ми наш план и програм преко 16-17 места у тек на годину. Ми посетуваме, одбележуваме и положуваме свежо цвеќе. И тако треба да се настави и не смее тоа да се прекине, мора да се знае кој се стварно борија за овој државу. Затоа што и обавезно читамо реферат за тие настани. Ми ако не си го знаеме историја наша, онда на некој начин смо никој и ништо. Без историја, без прошлост, вика нема будуćност. Да, тако е. Средњу школу тоа што ти запишуваш у куде? У гимназија. Гимназијата е била познат бренд. Бренд е била строга многу. Ја изгуби едну годину таму у гимназију, али не тој све тој не е важно, али некако се заврши. И се пишаја гимназију 64 или 65? 65. Еве да ги спомнеме овој прилику сви професори у гимназију кои ти бија класен военно. Па види, на мене класен ми ја бија Славе биологију, Славе Глава, Славе Антевски. Славе Антевски, иначе Бобров ми предаваше историју, Гоце Здравковски физичко. Гоце легенда. Француски ми предаваше професорка една, не може да го се сету на име, роđена сестра на Бранета Петлета. Она после отиде у Скопје. Математику ми предаваше Чевла.
Ајде, Физику, кои još други? Физику, Штерчо, Штерчо. Македонски, македонски Мира Манева. Мира Манева, да. Све познати и Да, ценети светија- професори од тоа време. у тој време. За жал, они веćiно су починати, можда и сви, не Па знам. веќина сам починати, тој се више мање и постари од нас. Еве, Мико мајка направиме 80 години. Еве, тога професора многу разболите, Горбов, многу интересантен лик е бијате по историја. По историја Бобро стварно беше многу интересантен. Знаеше да се зафркава, да се зреза, доваѓаше каде нас у двор, татко ми чуваше тие јабучиња, петровчиња под нима. Тој човек беше стварно многу интересантен. Ке дојде цело време збори за село, збори за коинци, за коински пиперки. Онда цело време збори, изјазамо се за 5 минута ќе предаде историја и толку. Следеќи час, ајде, па и ово на ново. Многу смо го сакале Да, тога исто и професор. Гоце Здравковски, легенда по физичко. Легенда, ама Гоце Здравковски беше многу строг. И голем спортски радник е бил. Голем спортски ратник, да. Па ми смо чак и роднина некои со снега, он ми се пада тетин. Негова жена на татка ми е од Чичу сестра. Он е бија многу познат у организација на слетови, у гимнастика. На Слетови у како Соколано. гимнастичар, да. Да, да. И Мира Манева, изваредна професорка Штерчо, Да, еве, да. тие луѓе мора да ги спомнеме, затоа што Како не. гимназија е голема историја на школство на Куманово, а она е била пресликана преку тие професори, така Така и е. денеска се наставија тај континуитет. Завршуваше гимназија, Тошеве, сподели га искуство, кажа дека едну годину си паднаја во гимназија. Кој ти е професор срушија, односно на полагање? На полагање Мира Манева, По македонски. по македонски. Мира Манева, сак неќу да збору за тој кој е како, ама ете, дешава се и тој, важно некако се заврши, после запослување, па војска, па од Значи војска ти се женитба. запослуваш, па после идеш у војско. Тако ли? Не, прво иду у војску, Тој која година е било? у војску иду ја 72 годину. 72 годину, 73 се враќам, па 74 се жену, па 74 тој у јуни месец, 74 у октомври се запослуju и така е. А кога служија војско? Војску сам служија у Ниш и таму сам бија на обуку, али деси ми се еден пут избегам од Ниш, па ме фати војна полиција, па А ме што си врати во бегаја? Ниш. Што е било разлика? Па мајка ми живеше сама, ја немаше татка, она од срце тражи ги дозволу да ме пуштив, не ме пуштав. И ја избегнам. Близко беше, јас с автобус за 2-3 сата дојду и се врату. Бева ми дале И куде те пати цел ден. војна полиција? На станицу да се врати у Ниш, фати ме војна полиција, врати ме у Ниш и од тој прекоман до Бихаќ. Како слагач на падобрење. Е па добро. Не сам имаја некои казни да за тој што сам бегаја, али ете тој ме казнива, иначе у Ниш би си седеја до крај Имало на ли сте војниот. кога си служија војско Кумановци? У Ниш или у Бихаќ? Од Кумановци? Да. Од Кумановци немаше. Не е имало. Не е имало, имаше неколку падобранци од Кумановци, ама имаше падобранци од мој класов што сме ишле на овие, како да ви кажу, на базу. По 15 дана сме ишле на базу у Вршац, како падобранци. Откако положимо, пројдемо тие лекарски прегледи и у Вршац сме ишле по 15 дана. Ја еден пут татко ми не ме пушта, па ја избегам. Отиду тамо и док да се врату, зет ми отида. Али- Зет ми е бија пилот у јат. И убеди га татка ми, немојте, дете си сака тојте, ова и татко ми мира, јака дојде, не ме ни кара. Али војска е драгоцено искуство у живот било за свакога човек во тој време. Па дисциплина. Дисциплина е многу важна у војску, затоа што у тој време Југословенска народна армија, поготово моја струка, каде што сме ми биле како специјална единица, ми смо еден сат порано станувале. Сви се станувале у 5 сат, ми смо станувале у 4, тоа е ради кондицију. Морале смо кондицију најмалку пола сат до 45 минута да трчимо. Да, да. Да трчимо, па после да вежбамо и тако за да може да се стекне, затоа што у разни ситуации се наваѓаш. Таква единица, елитна. За жал тоа што денеска нема војско служење, што по мене не е
не е уопште добро за генерација, jer како таа војска човека прави младог да има карактер, да има дисциплину, да има одговорност. Ма видите, војска е една школа, војска е една, како да ти кажу, дисциплина. Научите на многу работа, навикнеш се, да кажемо, кревет да местиш, да чистиш ципеле, да надуеш, на многу работа. Еве, ја и ден денеска, ако сам више у године, што сам стекнае некои работи од војско, ја денеска, ја сам да си наместо кревет, ја сам да си оноду, ја сам да си очисто ципеле, кај ќе поведу да оноду. Тако и да многу навике останував од тога. И плюс тој младина е так у тој време била ангажирана ве што по работни акции, што по едно друго. Сега е нешто сасвим друго. Да, сега само веќино со телефони, компјутери. Телефони, мобилни. И како млад човек си бија на Корзо и она чувена официрска плажа кој ден денес како Кумановци го многу збори раскажува. А Корзо па е посебна прича, тој се го сви кажали. Ај нешто ќе кажу за Корзо. Порано ја памту со мои родители шетале саме на Корзо, ама порано Корзо беше, како да ви кажу, од овој паркинг каде што е горе на спрат, да, па горе до изгорену школу. Тој е било Корзо. Тој е. И тој едно 2-3 години. После се Корзо премести од Семкару, па скроз доле до апотеку и назад. Али ти си како млад човек искачаа и маја си одредено друштво на Корзо, куде ке стоите, куде ке И мале смо одредено друштво, стоимо, шетамо, гледамо девојке гледам нас, смеев се едно друго, тој се развивале разни пријателства, чак и некои бракови се настанале, али тоа е било главно место куде што са млади протерувале на Корзо и по игранки. Кои се ти биле другари, с кои си у Корзо, у чарши бија нон-стоп, што се вика, на дружење, на шетање? Па другари се ми биле, имаја сам ја неколку врсти на другари. Биле Живко ми е бија другар, онда Живко Доне ми е бија другар, професори се биле у техничку школу. После тој Славчо ми е бија другар, Трајче еден исто такој. Ишле смо, дружиле смо се, како да ви кажу, по игранке смо биле, по Славља, по Славе, ишле смо и по Серенаде, у тој време имало Серенаде, да. ето, тако. Можеш да ни кажеш некој анекдоту од Корзо кој го памтиш и ден денеска? Било да е твоја лично или на некоја другара, некоја анекдота? Абе види, за Корзо не може да ти кажу, ама едно анекдото ќе ти кажу, ја имаше девојку. Девојку и поваѓам на састанак с девојку да иду према Златно Буренце. Аха. Према Златно Буренце, тоа е негде 6-7 сат порано, рано смо искачале с девојки, затоа што мора и рано да ги испратиш. Тоа е Шајчева кафана. Шајчева кафана, а туја, куде сак што е комитет, имаше споменик на Карпоша. Така е. На Карпоша. И малце понавам стоеше авто на газду на Златно Буренце, ајде како се викаш? Перо Шајче. И оден пут излете Гуте Клеј со едну мотку од од држалја од секиру. Какват почна да удара у тој авто, удара. Од озгора, напред шофер шајбну, позади, од страну, испо крши. Ја се чудо не виде, викам, чекај, ќе се тргну, немој нешто мене да ме погоди. И само што оноде, док се заврте, полиција дојде, уапси тога Гутета Клеја, уапси Шајчета, у полиција отидева. Тој би една како анекдота останала у памтење. Да. Добро, у тој време љубовни врски се биле на Корзо, прва симпатија, тој се запознае. Да. Па после го одведеш или на игранку и не имало како сек до 2-3, него до 10 сат. До 10 сат, нема, мора дома да испратиш до 10. А ми се вратимо, после седимо, може и повише да поседимо, куде нас по не е мало толку, ама па и куде нас. Рецимо, не си смеја повише до 11. Да. Одма вика, мајка ти, не Где може си да... точно како млад човек иша на игранки највише? Па играм, највише сам ишел горе у Соколано. Да.
А ишле смо исто тако и у гимназија имаше игранка се одржуваше. На тие две места по игранки сме ишле. Многу се ишло по игранки. Пуно пут најдеш девојку, некој рецимо, ете склопив и брак, ама некој најдеш девојку, па најдеш друго, па оставите или ти njom го оставиш. Такој са биле тие времења. Ти си покажаја многу давно едну фотографија од 52 година, кога што твои родители се чекале Нову годину у Соколано. Да, чекале се у Соколано и они, како да ви кажу, так се е колјало свиња, па имало месо, па имало вино, па са си носиле комај све од дома. И цело негово друштво, цела негова компанија има туја како се свак по нешто понесев и тој само платив билет, не знам, таму вајда имало и некоја лутрија и нешто друго. Татко ми не раскажува, ама мајка ми раскажуваше. Раскажува се мајка ми за тие пресеци на Нови година. Како е било и што е било. Ти кажа дека 74 година се жениш. Да. Еве, за жал, твоја супруга е многу одамна почината, преку 40 години. Тако е. Она од која фамилија била? 83. Она е била од фамилија на татково е бија Киро Прчан. Киро Прчан и они се исто тако стара градска фамилија, Даце Прчан, Јагода, негова жена адвокатка, с кој и денеска живееме. Да. Дружимо се, идемо. Ево прилику да кажем, она куде е работала? Иначе моја супруга е работала у ЗИК. У ЗИК. Прво е работала у продавницу, после у комерцијално, како с основна школа, и после кад почна болест. Да, она млада почела на колко? На 32 година. 32 година, да. Добро, на некој начин, тешко ти е било, ти си останаеш, што се вика, сам, син Драган, дете е било. Пълно 6 години имаше се. Мораеш си да се бориш, да го дете изведеш на пут, што се вика. Да го изведеш, па после склопи ја и друг брак, па после и тој брак некако не ми спеја, али тој не ми се збори. Да. После средни школа ти се запослуваш у суд. Да, у суд, у прекршоци. Сега, у тој време суд колко имае вработени? Па не знам да ви кажу колко имае суд вработени, ама најверојатно негде около 50-60... Не е имало многу, као се... 50-60 вработени. А у прекршоци со све мене 13 души бева. Кој е бил тега раководител на суд у тој време? Тој, иако било преко 50 години одамна. Да, многу одамна. У тој време раководител, преседник на суд беше Роко, али ми бемо како посебан, како да ви кажу, како посебан орган, како општински судија за прекршоци. После се закони променива, ми се споимо со суд и ми би дамо оделење на основан суд. Да. Добро, али у суштину суд у тој време бија, мислим, добри плати сте имали реално. Па добри плати сме имали у однос на свите и однос на стопанство, солидни. И биле смо задоволни од плати. А што е била ваша работа, еве, кога се примија први пут? Што сте извршувале ви функции? Види, ја кога сам се примија први пут, јас сам 3,5 години бија како благајник и книговоѓа. И завршну сметку сам правија и благајну, платни спискови сам платија. Правија, после тој отидуе колешка у пензију, ја ga отступам, затоа што ја немам афинитет према благајну, према... Не сам, тешко ми е било ја тој све да изработую, све сам и други помагали около тој. Не ме многу бивало мене за сметководство за тие такви работи и затоа си пројде у извршење и до пензију сам работаја како извршител на прекршни санкции. Кои се први колеги кога си дојше на работу? С кого си поштаен прво да работиш? Прво сам работаја с Колета, Коле Бошковски. Он стар деловоѓата кој га вика сва. Онда Владанка Спасовска беше од Лопате, она како извршител. Иначе судија бева Лиман Лимани, Боголјуб Ракиќ, Коце Краљевски и Благоје Липковски. И Јеленко Ќумурџиски, он ми беше главан, он ми беше шеф.
Благој Липковски, тој е од фамилија на Липковски од Куманово. На фамилија од Липковски, од Куманово. Да, Раде Липковски. Ради Липковски му е брат од Чичу. Да. И, уствари не е брат од Чичу, роđен брат му е Раде Липковски. На бажата Липковскога. Иначе беше ми избор нешто друго. Он имаше Чичу амбасадора во Албанија, па после у Чешку. Многу познат човек. Многу познат човек. У тој време ја комуницираа с Чемерскога, с многу овие други. Многу јак дипломат ја бија у тој време. Чак они брат му са неколку пута бишле да го посетив. За Албанија не сум сигурен, но знам за Чешку дека, Чехословачку дека са биле. И они брат му да го посетуев. Работа веќе у суд ти бија, па на моменти мало што вика ви добри и лоши моменти, jer малку е специфична работа човек да работи у суд, нели? Малку е специфична работа затоа што работиш с луѓе од понизак слој, како да ви кажа. С преступници, с едно друго, с Свакакви луѓе. Судија како судија, njega му е чиста работа, он си саслуша странко, донесе пресуду. Али извршење оној главно кога треба да се наплати, предмет доваѓа откуде судија, куде нас. И ми мора с тие луѓе директно да го реализираш. Да го реализираш, да извршуваш. Ишле смо, работале смо, ишле смо понекад и на терен, што е било многу ретко. Ишле смо по тие комисии, мало е запленети работе, па смо организирале лицитацију, тие такви и све тој ишло на фонд за социјални установи, тие пари све. Не е било лако, стварно. И така. 74 година ти си бил у местни заедници доста активен. Ти било на некој начин исто допуски, што сега се каја да ga работиш. Да, сака, јас сам уживаја тој да работи тако и на тие такви места. Избрава мене ме 74-то, тамо негде крај, почеток 75-то. Бидна секретар на местну заедницу. Секретар на местну заедницу. У тој време се организира сва састанци, требаше да се прави амбуланта, немаше врску амбуланта да се направи. Да, па нон-стоп састанци до 2 до 3 ноќе, едно друго. Дел од албанци траже сватуј да се направи џамија. Ми не давасмо, ми сакасмо амбуланта, траеше тој с месеци. И некако надвладамо и донесемо одлуку да се направи амбуланта. И направи се амбуланта. Покасно, после, можда 5-6-10 на години, и џамију направива, што ја не сам ништо против. Да. Ама рачуна смо дека е амбуланта поважна и некако успејамо. А која била функција точно на местна заедница? Еве пуно вие постара генерација знаев, али местна заедница на некој начин е била мост у реализација на некои проекти. Да, помеѓу државо и мала е голему функцију. Сега више комај нема никаква функцију. Таку тој време почнава криза. Да. Почнава криза, почнава да има недостатак на гориво, недостатак на зејтин. Дава се бонови за зејтин. Све тоа ишло преку местна заедница. Бонови се дава за гориво. Возеше се пар, не пар прво. Само кој година е било тој не се... Тоа е било негде 85-86. Да. Тие пар, не пар предмети свекој нас доваѓа, свекој нас се прекршоци кој ќе ga прекрши сва тој. Па, онда, избори што са биле, тие на ниво на републику, тие не су како сега овие парламентарни. Не су како сега овие парламентарни. Тоа е све ишло преку местна заедница. Морале смо луѓе не искачам на избори. Морале смо да заокруживо, да не ни се повтори в избори, ако ни се повтори, па и сталовачка. Да, многу имате работа. Многу смо имале работа околу тие. Имале смо за време на избори посету од тие големи овие, како да ви кажу, луѓе кои се биле на власт. Сега не може много не се ни сеќам. Важно да местна заедница играла голему улогу. На мене председател на местна заедница у тој време ми беше Ацо Илиевски. Па после njega, после Ацо Илиевскога дојде Трајче Јанковски у социјално, што работеше, најверојатно го знаете. Да, чуе сум за тоа. Тие постари луѓе сигурно го знаев. Тако и да... Ете, туј смо проведувале со састанци, со едно друго. Ете, мене ме е тоа исполнувало да се баво со тие активности такви. А паралелно сте
сакале веројатно и други активности да имате во живот. Па што знам, такав човек сам био. Да, сакале сте и спорт веројатно и Па па и спорт, спорт не сам многаја, не сам имаја многу време, ама едино Иште сте спорт со устаковано. точка. Јас со спорт се едино што сам се бавија, едино мој спорт е бија падобранство. Ама тоа е пред да се оженам. да. Подобранство е исто така убава, како да кажу, убава за анимација на Убава кумановски. за анимација, само тоа е, знаеш Али што, тој свак не може да го прави. Не може свак, тој треба малце и храбар, а и да си физички и психички здрав. Да. Затоа што проваѓаш пред тие специјалистички комисија. Колку лета си имаете точно како подобранец? 27. 27, што у војску, што овако. Што на базу. Какав е осеќајот, на пример, пуно се луѓе кажувале вика кога ќе отиду горе на висину, има вика одредена вика Одреден како страх. одреден страх, али вика работи адреналин. Работи како не. Па да ти кажу право, ја на прв скок ја уопште не ми е било страх. Али друг скок кога дојде, тој беше увршест на базу. Први скокови кога ги правесме. Друг скок ми е било повише страх. И прашува тога наставника, имаше ga еден наставник, викаше се Боснич. Наставниче вика, могу ли да вичем? И ја вика, може бре, вичи колико хочеш. А ја меѓу највисоки по 5 не делесва, 20 души се качим у авион, по 5 не ради равнотежу на авион. А ја меѓу највисоки. И ја, ура! Отворили се, Десило ли отворили се да се. имаш некое непријатно искуство приликом лет? Деси ми се еден пут. Деси ми се негде на 5 или 6 скок. Поваѓам да скокнам со падобран, ама тога со мене у налет беше македонец. Лазе, наставникот Лазе, струмичанец. Аха. И он само ме фати за падобран и повлече ме назад. Иди вика у пилотску кабину. Ја отидох у пилотску кабину каде погледно. Резервица се влече, распакувај ми се падобран. Резервица се влече. Ским намо се доле, не направи скок, ским намо се препакува падобран, одмah следеќи налет. Рипање, не смо осеќале страх, знаеш, навикнеш се, што Да, и ако млад човек, ако да. те млад човека и ако те влече, Да. нема проблем со страх. 40 години сте работале суд или малку повише? 40 години без 3 месеца, тачно 40 години имам стаж у суд. Направено пензија од тамо, мала беше пензија на почеток, многу тешко беше, али после полак. Али морате прашам, еве, живот што вика луѓе, многу сте млад останале, имале сте еден брак па друг, Да. не е било лако и увек Многу сте се тешко. бориле, Малце се е судбина поиграла намаѓале со сте мене. силу да идете даје. Да, имаја сам силу, имаја сам, знаеш што, имаја сам ја и падови у живот. Имаја сам, а никад не сам дозволија да остану. Увек се дигну и продолжавам даље. Да. Увек се дигну. И самоќа ме е savladovala и све. Уствари и самоќа ми се јављала, ама не сам даваја. Али мотивација ви бие ваш син Драган, кој увек... Мај син, највише. Да, и увек сте викале у посвес и како човек мора да иду напред ради Напред. дете, да ги Njega. изведу на пут. Njega да го изведа. Да, а имале сте подршку и од другари, пријатели и сви. Највише сам имаја поддршку од моју Шурењајко, Јагоду Глигоровску и од Драгита. Од нима двојица, док сам жив, нема да може. И денеска се дружиме, ама у тој највише Јагода ми е била на мене како сестра. Ја Увек не сум имаја на кога, увек увека ќе ми е било тешко, на њума ќе го се изјавам, ќе го кажам. И сега, многу ве привлекувало и појале сте у црквени хорови. Тој сте на некој начин наваѓали душевен мир, како може така да кажеш. Стварно се наваѓа душевен мир и стварно сам осеќаја душевен мир. Кога ќе улегну, некоја опуштеност, некоја убавиња, како да ви кажам, не можу да најду зборови да се изразу. Да, и Многу затоа- сам се убаво осеќаја. Али ќе ви кажам како сам дошја до цркву. Ја у еден момент осети се сам, многу сам, пошто синот иде средњу угостителску оквир да учи, а јас сам. И викам, Господ е со мене, никој друг и појде у цркву на литургија и там најде едно ланче. Златно ланче.
и улегна унутра, ставу го у джепу, капут, студено, многу голем снегови имаше, так имаше и снег. И тој ланче ga држу у джеп целу неделю. А да ga продам, а да не ga продам. А имаше финансиски проблеми. А да ga продам, а да не ga продам. И издржу, не ga продам. Дојду па следеќу неделю на литургија, ал некуде, овај него порано малце дојде, куде свештеници, като отиду тамо, викам тако и тако, ја најде едно ланче прошлу неделю. И като ни кажа, свештеници по војна, поп Гудета снашка ga изгуби. Он поп Гутепа венчаја сина туја и снашка изгуби ланче. Колко тражиш пари, вика, за овој златно ланче? Што викам, ништо, јас имам моју пензију, нека се живи и здрави и нека ги е среќна од мене и толку. И дојде до искушење, викам ти тој и од так починјам редовно да иду у цркву, запазивме и чак владика негово правосвештенство Кирил, Бог да го прости, ракоположиме даде ми чин чтец. Пошто беше редован и на певницу и на свето, што поесно прате смо, како иде литургија, поп си тамо по негово, ми како одговарање на певницу и тако. Литургија е многу убава работа, дава мир на човека и има луѓе у православни храмови, тоа е многу добро. Свештеници викав дека, и ја у тој верую, тоа е разговор со Бога. Да. На литургија кога си као да разговараш со, како една символика, како да ви кажам. Символика, да. Сега овој прилику ви имате пред вас некои песме кои сте ги колку време сте биле у хор активни цркве? 15 години. 15 години, после се случива некои турбуленција тамо, почнава помлади да доваѓа, јас си се повлече, што не значи дека ја и дале, јас си па терам обичаи, па се терам. Али 15 години тој обично сте ишле суботу, неделю, тако ли? На тие неделю и сви празници. Сви верски празници. Добро. И сви верски празници. Еве, може во прилику некои песма од тие црквени ваши активности, што е убаво да се чуе. Па ајде малце да се подсетимо што смо појале тамо. Овој сега што ќе испоју, тоа е еден сегмент од неделјну литургiju, од Свети Јован Златоуст, а по Мокранјца. Иже херувими, херувими, тајно, тајно образујушче, тајно, тајно, тајно образујушче и животворјашче, Троице, Троице, Трисвятую песен припевајуще, песен, песен, песен припевајуще, сјакое ниње, ниње жителское отложим попечение, отложим, отложим попечение.
Мојсе песма пое, веќе се врши голем вход. Има два входа за време на литургију. Има еден мал и голем. И док се овој вход врши, пое се овај молитва, а свештеници унутра припремав причешњу за гојсти кои што треба да се причестив. Овој прилику да ни кажете колку сте биле чланови на таа црква, на хор луѓе? Па видите, тој не е имало некое чланство. Аха. Имало си еден друг посебен хор, кој што се појалео на кој стручно на ноте, тој у свечани прилики, кога доваѓа владика или нешто друго. А ми, овој свакодневно појање смо некои стари жена, стари бабе, еве, ја и још 3-4 кои за петницу заеднички смо. Некои луѓе кои се биле с тебе у хор, кои сте... У тој кои се биле с мене, баба Деса, она е под шината каде пазар седеше. Добро. Па онда Драгиња имаше една, још други не може да ги се сету. Тој каде пазар една седеше. Не може на имиња све да се сету, затоа што попреде и пуно време. Више од 10 години. И овој млади луѓе да го наставив да се очуваат традиција. Па има и сега, само сега малце по-другчие, малце на друг начин се тоа изведува, на друг начин се пое, како да ви кажам. Да кажемо дека пред известно време, ви ќе кажете колку години, имате убави складан брак, ваша супруга Тања украинка. Да. Како се запознавте тоше? Много интересантно. Знае сам дека ќе ме праша. Да. Ова е интересантна работа. Много е интересантно. Ја имаше, пак е спомно, судина се малце поиграла с мене, с мој живот, али никако не сам се каја да подклекну. Ја остана на крај, имаја сам некои неуспешни бракови, едно-два брака неуспешни, и остана и реши више да не се жено. Али почнав да се дружу с еднога пријателја мојага Китана, кој што беше професор по руски у гимназију, не у гимназију, у техничко, а и у гимназију, не знам. И он не ке се ожениш, па ке се ожениш, ке ти најдемо некој руски и некој украинко. Како каже Господ, викам, тој кој ке си живо, викам, еве, још малце ке зему пензију, викам, па ке... Не, и он ме викне каде njega, тамо на тие негови мреже, пронајдемо тамо некои жене, пуштимо дека сакам да се жено, и на запрепашење ја се преко 600 жена. Од тие 600 жена ја изберу 10. Добро. Од тие 10 само покажа с прсо овај. И викнемо го, прозборимо све, тој жена се сложи да дојде. Она дојде од Киев, ја и Китан од овдека, у Бугарија, у Софију на воз, видимо се и дојдемо дома, ја го прошетам по Охрид, по Скопје, по едно друго, 2,5 месеца живее каде мене, да види дека ја не се шало, дека стварно имам озбилни намери, дека сакам да имам брачнога другара, сапутника брачнога. И седе 2,5 месеца, отиде, после 3 месеца па се врати и отиду ја да го пречекам на аеродром. Да го пречекам на аеродром, кад на аеродром тражив го моје име. И викнев му унутру, улазам. Вили вика, чекате Тетјано? Да, она викам, супруга ќе ми биде. Добро. И сега, откуде она сама од овој? Како она сама од Киев да дојде туја, да не има некои други намере, знаеш, кад виде дека ја го чекам, дека треба супруга, пустива го. Тој кој година е било тоше? Тоа е било 2015. 2015. И еве, ви веќе скоро 11 години 12 складан брак. Имате си разбирање, имамо си разбирање, имамо поштовање, пуно работа смо си печалиле заедно, заеднички идемо заедно. Па после 2 години бемо у Киев, едно 20 дена прошетамо, јас се упозна с Јојни, па бемо на свадбу. А она што е по струку?
Она е по струку електроинженер. Електроинженер, али не е работала у струку, работала е у нешто друго. Али пензија со сега каде нема катастрофа, без разлика на све поради све овие догаѓања. Ситуација. Овие ситуација. Она исто ви дава многу подршку све што правите. На некој начин ви сте си нашли еден мир и живот на некој начин ви е среден. Ама да, и права супруга бе, она, видите, ја беше облекла другу мајцу, а не, тај мајца не ти, за да му скиде. Она док мене не ме прегледа, Да, док не ме види дали. Ја понеко познаеш што облечу се, ама понеко познаеш мушка работа е. Не, она не ме пушта да искочу. Да. Док не ми до све како треба. И тако е, Еве, али имам убаво. Пред неколку години сте члани на овие здруженија на воени полициски ветерани. Да. Исто тој си активан. Активан сам, јас сам тамо и члан у извршен совет, извршен одбор. Имате си И донасам активности. одлука, имамо си наши активности. Идемо, обично одбележуваме тие датуми, 11 октомври, 11 ноември, по никво идемо, одбележуваме на Титу 4 мај. 4 мај кад ќе умреа, на 25 мај пак ќе отидемо негов. И на сите овие наши херои Сите овие херои што се се бориле против фашизам, ми оддавамо почит и одбележуваме. Ево да го поздравиме твојега сина Драгана, он е во Австралија веќе 16 години. Да. Имаш две прекрасни унуке. Две прекрасни унуки имам кои се моја гордост. Како се вика он? Мила и Лана. Епа добро. Мила и Лана мои. Иначе Драган Милени се мои унуке. он доваѓа даци од Австралија кај Он доваѓа на 2-3 години. Иначе они се многу активни. Они тренирав џиу-џицу, тренирав гитару, тренирав флауту, тренирав пливање, ја не знам што још не тренирав. Ја му се чудам на децата како они постизав тие деца да ги води на тие активности. Браво. Али успешни се, задоволни се они с работу. Средена држава, има ред, има тамо некој си ред, како да кажам. Има си некој начин према овој. Они се си, најважно е да се они задоволни, па сега да чуеш добро за нима и така. И ден денеска си тоа ше активно, отидеш до чаршију, прошеташ, врати се. Свакодневно се женом искачамо шетамо, осим кад е лошо време, само кад дува, кад е многу ладно не искачамо. Иначе не пропуштамо ден да не искочиме да прошетамо. Ако немамо некој обавезу да купуваме, направимо круг доле На кеј? На кеј, около зајдемо све, па назад се вратимо заедно сат време, пројдемо и тако е. Довотоше Палди што беше гост во емисија за Куманово. Иначе ти си наш редован гледач на телевизија, на овие Редован, ја емисија. ги сви пратови. Па чак што више кажуваш дека и некој ги гледаш по други пут, по трети По пут. други пут, да. Што те интересира в детаљи, да. Детали ме интересира, поготово ме интересира сва детали за Глусцевога. Он За е Зоран Краљевски. За Зоран Краљевски. Он ме е фасцинираја човек. Ја njega знам како католичко дете мало. Да, пуно Знам га татка му. Татка му исто тако га вика свег, татко му беше шекераш. Да. И почина, он млад почина. Он пуно работи, кажа, знае, доста начитан човек. Начитан и само некако такој му стил на njega, многу брзо збори, па се... Отиде од едну крајност од друга, али многу убави податци. Али у суштину е многу начитан и многу и многу талентиран. Он у своје време, ја колко се сеќам, он беше и на радио водител. Да, и водител и музички групе. И музички групе пуно, оној. Што да кажеш друго? Фала ти Тоше пуно еше еден пуда. Еве ми за крај ќе завршиме овој разговор со уште пуда. Ќе пуштиме видеоклип. Ова е нов пациент. Човек се вика Мирослав Петковски. Он е 16 или 15 години шекераш. Али еве захвалјујќи на чај на професора Милета Мануеловиќ, негов шекер за само месец и пол од 13 е спаднаја на 9 и он кажа ќе продолжи да ga пие, на некој начин му е помогнало, симптоми пуно су му отстранети и он вика дека е на прав пут да се излечи од диабетис, една многу лоша и непредвидлива болест. Огледнете га видео, ја ве поздравljam и посекувам се најбоље.
Мирослав Петковски, ви сте диабетичар од 2015 година. Веќе подугачко време сте на терапiju, односно на таблете. Сега би од прилike преко месец дена користите чај на професора Милета Мануеловича, он се вика глукосан. И веќе се осеќате многу боле конкретно што имате побоljšanje у ваш организам. Па од 13 кома нешто шикер се спадна на 9,5. Значи, тоа е захвалујќи на овој чај, на професора. Не иду да мокру толку, не пiju толку воду. Дали ќе продолжите да го земате овој терапија на професора Мануелович, односно овој препарат за диабетис и глукосан? Да, имам побоljšanje. Го лечи диабетот на природен начин, не на вештачки. Голема благодарност до професора да овој чај нека продолжи со работа, дека помага на мене ми помага, па и на други